Значи има огромна разлика во температурата. Зошто е тоа така? Затоа што се кренаа многу згради, си секоја сите дрвја, значи дојде до огромно глобално затоплување. Не е само тука, кога ќе ја земеме сликата во секој град и на секое поднебје, тоа влијае на екосистемот. На бубачките, на лептирите, на тревата, значи трева веќе не можеме да видиме бидејќи секое лето гори од сонцето, нема дрвце, нема заштита, нема воздух, нешто што може да ја заштити природата за да може да функционира во баланс тој екосистем. Друга работа, воздухот толку се загрева што доаѓа до задржување на топлиот воздух и придонесува, затоа доаѓа и до тие масовни топлотни периоди кои што траат со денови, кои што не може да се спушти температурата, затоа што воздухот ја собира, ја апсорбира на едно ниво и не може, воздухот нема толкав капацитет или ветерот да ја пренесе да ја разнесе низ останатиот дел од земјата. Затоа имаме топлотни бранови. Која е причината за се ова што се случува денеска на земјата? Значи имаме масовно уништување на целата планета Земја, што од пожари, што од поплави, од врнежи, од град огромен, од се и се што. Тоа кажува дека нешто не е апсолутно во ред со нашата земја. Често знам да видам по коментари као наводно нашата држава гори во пламен. Не, луѓе. Целиот Балкан гори во пламен, Грција гори во пламен, Хрватска гори во пламен, Калифорнија гори во пламен. Значи целата земја гори во пламен и се случуваат глобални катастрофи низ целиот свет. Ние помладите кои што имаме, да кажеме, пристап до овие понови социјални мрежи, можеме лесно да видиме колку се шират тие климатски промени, што се случува низ целиот свет. Овие истражувања кои што ги направи в последниот месец, пожар во Калифорнија, значи уништени се повеќе од 130 згради, 13 најголем во историјата на државата. Во Манила прогласена вонредна состојба поради обилни врнежи во регионот на главниот град на Филипините, предизвикани од предвидениот тајфун Геми. Мостот на река Шангло во провинција Шангси, значи збориме за ново место, се урнал поради поројни дождови поплави. Потоа имаме голем шумски пожар во грчкиот полуостров Пелопонез, додека целиот Балкан и делови од источна Европа се под топлотен бран од почетокот на јули. Вели, ова е историски топлотен бран со дневни температури кои го надминуваат прагот од 40 степени. Морињата во медитеранскиот регион исто така стануваат жешки и на места достигнуваат 30 степени. Топлинската купола е метеоролошки феномен во кој голема маса топол воздух е заробена над одредена област, предизвикувајќи екстремните температури. Нормално, топлиот воздух кој е потенок од студениот воздух има тенденција да расте. Сепак, силен систем со висок притисок може да го спречи ова подигање и ширење и да го принуди топлиот воздух да остане заробен во близина на површината на одредена област, тоа што се случува кога ни доаѓа топлотен бран. Сончевата енергија ја загрева земјата, а таа загреана земја потоа го загрева воздухот над неа, без можност за издигнување и растурање. Загреаниот воздух останува блиску до земјата, каде што продолжува да се загрева. Се кондензира под куполата и како што неговата вкупна топлина е заробена во помал волумен, неговата температура дополнително се зголемува. Што значи дека имаме огромен проблем на целата планета Земја. Значи не сме само ние Македонија, не е само некој во Македонија кој што му текнало да подпалува уган и да прави масовна штета на земјата. Значи се соочуваме со проблем кој што е насекаде, значи насекаде. Тоа кажува дека проблемот е многу подлабок и не е површен, туку има некоја духовна позадина. Сега, кога сме кај таа духовна позадина, ајде да видиме од каде може да дојде загадувањето на земјата. Еве, јас немам некое си познавање во таа област, ама еве генерално да размислиме од каде би можела да дојде таа глобална климатска промена. Значи прво, ако ја земеме физичката сфера, значи физичкиот дел, што имаме ние? Загадуваме со масовно купување на пластични производи, шишиња, кеси, пакувања, значи
не само ние обичните луѓе, туку и оние мали и големи бизниси кои што работат, не знам, со храна, со пакување на нивни производи во пластика, значи таа пластика некаде оди. Значи тоа се тие бизниси кои што ја прават таа најголема штета. Целото тоа ѓубре оди каде? Во природата. Каде може да оди на друго место? Немаме ние планета Б, каде што имаме место за отпад, па надвор од земјата го исфрламе тој отпад. Не. Што значи дека она што го внесуваме и го купуваме, ние на некој начин си го носиме кај себе во својот живот, во својата душа, во своето тело, во своите клетки. Како? Сето тоа на некој начин или ќе се согори, или земјата ќе го на природен начин ќе го согори, или преку или вештачки, значи човекот на некој начин да ги согори, меѓутоа најчесто од во депонии каде што замислете од сонцето се топат, некои предизвикуваат на овој начин пожари од депониите. Од друга страна, целото тоа топење и впивање, земјата има еден природен, значи земјата има многу голема интелигенција која што има создадено и природни бактерии кои што го уништуваат она што на некој начин е отпад. Она што бактериите го уништуваат, дел оди во воздухот, дел оди во земјата. Ако е тоа така, земјата има подземни води кои што се сливаат во морињата и океаните. Значи целото тоа ѓубре во една најмала смисла, кога ќе се распадне, оди во водите. Дел оди во воздухот. Тоа е масовно, замислете, ние сме 8 милиарди луѓе, тоа е масовен отпад. Голем дел од луѓето внесуваат храна, морска храна, водата за пиење, од каде? Значи водата за пиење настани од подземните изворски води, кои што се всушност веќе и тие загадени на некој начин со пластика. А да не збориме колкав капацитет имаат денешните луѓе кои што работат со, да кажеме, со водовод, да ги прочистат тие води. Значи сепак колку и да се прочистени, ние сепак внесуваме делумно од тие штетни материи. Понатаму го имаме воздухот. Значи нас немаме потреба да објаснуваме за тоа, бидејќи секоја година се соочуваме со загаден воздух, што од фабрики, што од уништени дрвја, значи немаме дрвја ние каде што ќе може да ги примаат сите штетни материи и да пуштаат кислород кој што нас не е неопходен да бидеме здрави. Зашто кога ќе отидеме на планина се чувствуваме толку свежо и убаво? Бидејќи има многу дрвја, бидејќи има многу кислород, има многу свежина. Ние го немаме тоа во градовите. Ама го живееме и го дозволуваме и на некој начин го премолчуваме. И тоа си влие преку водите, преку воздухот. Понатаму што правиме? Користиме, значи, нафта, енергија. Што мислите, тоа од небо ни паѓа? Енергијата денеска немаме ние глобално решение за обновлива енергија. Значи енергијата се користи најчесто од преработени суровини на фосили, значи фосилно гориво. Замислете фосилното, за да се создаде фосилно гориво. Значи потребни се милиони и милиони години за истото да го добиеме. А веќе сме во, што се вели, се приближуваме кон дефицит, што значи човекот мора да најде решение за обновлива енергија, што имаме ние решение, ама веројатно има некоја причина зашто не се создава таа обновлива енергија, или затоа што на земјата доминира алчноста и површноста и злото, можеби најверојатно и тие што се водени од материјални, значи потреби и идеали, најверојатно полесно има да ја уништат земјата бидејќи се водени од злото, отколку да најдат позитивни решенија кои што ќе бидат на долг рок и за планетата Земја и за човекот. Енергијата и водата се најголем фактор кој што, значи тоа што постојано се пуштаат машини за перење, дез за садови, дез за облека, постојано се пушта клима, веќе нема домаќинство кое што нема клима, значи постојано работат и ја загреваат воздух дополнително. Се троши енергија, значи збориме за енергија која што не е обновлива. Значи трошиме масовна енергија
како човештво што ја истрошува, ја изнемоштува земјата. Иако е земјата дала многу ресурси и ни дала премногу, меѓутоа сепак ние се уништуваме, што е на некој начин што треба да биде избалансирано. А бидејќи сега сме живееме во ера каде што се е масовно уништено и деградирано и хаотично и дисбалансирано, значи сега ние ако да речеме порано клими во лето не сме ни користеле од аспект на тоа што прво куќите биле поинаку градени и сме живееле во дебели ѕидови каде што немало ни потреба од клима, значи знаат многу од вас дека порано куќите биле градени со дебел цимент и дебели камења кои што овозможувале преку лето да има многу ладна избалансирана температура во домот, а преку зима, преку грејење да кажеме од дрвја да се создаде многу голема топлина. И таа топлина се задржувала подолго време, што значи немало потреба постојано да горат дрвја. Тоа ни кажува дека сега, бидејќи не живееме во таква ера, живееме во едни многу ниско профитни зградички, куќички кои што немаат капацитет да се соочат со сонцето, ние користиме постојано клими кои што дополнително ја уништуваат прво озонскиот слој, значи она што не штити од тие ултравиолетови зраци на сонцето, кои што всушност Бог умешно создал атмосферски слоеви кои што природно ќе не заштитат од надворешниот космички систем и влијанија, меѓутоа ние се уништуваме и деградираме и на некој начин врз основа на тоа што не размислуваме и не правиме ништо за поправање, ние го уништуваме она што Бог ни го направил како слој, како интелигенција која што ќе направи да го задржи она што од надвор може штетно да ни влијае. Ама ние се уништуваме од внатре кон надвор и автоматски самите се водиме кон да се уништиме и внатрешно и надворешно.